Сега продолжуваме со нашата тема. Христос распнатиот беше првиот дел, вториот дел го насловив како крстот во првата ангелска вест, значи минатиот пат ја покривме првата ангелска вест, а вечерва со Божја помош втората и третата ангелска вест. Но да се подсетиме најнапред на неколку стиха. Прво Римјаните 1:16, ја ќе ги нафрлам некако, вие не мора да ги отварате, но кој има желба. Кој што се вели дека Евангелието е Божја сила за спасение на секој оној кој што верува. Прво на јудеец, а потоа и за секој грк, односно не зна божец. Евангелието е Божја сила за спасение. Потоа видовме во 1 Коринјаните 1:18 Павле вели дека словото за крстот, проповедањето за крстот е Божја сила. Значи, крстот, проповедањето за крстот е Евангелието. Или се сеќавате на оној цитат што го прочитавме, почетокот на цитатот гласеше, мисля беше од библискиот коментар, каде што Елен Вајт вели, додека Исус висеше на крстот, тој беше Евангелието. Значи, тоа беше Евангелието. Тоа е Евангелието. Јован 12:32, а јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Нормално се мисли на крстот, на распнувањето Христово. И видовме дека навистина во проповедањето на било која наша доктрина неопходно е да се издигне Христос, повторно да се издигне од земјата, да се издигне на крстот, да се проповеда Христос распнатиот, затоа што тоа има неверојатна привлечна сила. Да, секоја доктрина, секоја наука е битна, но да не се испушта, како што велеше Елен Вајт во другиот цитат, токму Христос распнатиот, како што и Павле проповедал, нели? И самиот тој Павле во прво послание до Коринќаните, 2 глава 1 и 2 ќе каже, 1 Коринќаните 2, 1 и 2, и јас, кога дојдов при вас, браќа, не дојдов со висок говор или со мудрост, за да ви го проповедам Божјето сведоштво. Не е потребно многу мудрост во тоа да се издигне Христос распнатиот. И втори стих вели, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа и тоа распнатиот. Тоа е главнината, тоа е центарот, тоа треба да биде центарот на нашата порака. И само накратко да повториме првата ангелска вест. Во 6 стих се спомнува дека го носи вечното Евангелие. Значи, имаме пораката на Евангелието, го имаме Евангелието. Тоа е главнината. И оние 4 дела од првата ангелска вест се: бој се од Бога, подај му слава, подайте му слава, дојде часот на неговиот суд и поклоните му се на Создателот, накратко, значи на оној кој што ги создал небото, земјата, морето и водните извори. И што рековме? Минатиот пат цитиравме еден друг стих во Второзаконие, мислам беше. Што е бој се од Бога? Што значи бој се од Бога? Видовме, овој стих ми падна на ум баш вчера, кога малко разговаравме околу дали беше околу утринскиот стих или што беше, коментиравме Проповедник 12:13, како Соломон ја заклучил оваа книга на Проповедник, каде што главната тема и главната негова поента е да сите ние извлечеме заклучок дека се е суетно на овој свет. Денеска мислам дека Јани спомна. Соломон преживела многу што во животот, меѓутоа ништо од тоа не го исполнило. И на крајот заклучил дека сето тоа е суета и вели да го чуеме, Проповедник 12:13, завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Тоа е се. И како и минатиот пат во оној стих од Второзаконие, и овде гледаме дека обично изразот бој се од Бога се поврзува, неретко се поврзува со исполнување, односно држење на Божиот закон. Законот, кој што често пати се нарекува и сведоштво или завет, спомнавме минатиот пат, не мора сега толку накратко, сакам само да се надоврзиме на остатокот од пораката. Исус го склучил, го потврдил новиот завет со неговата крв,
на средината, вели тамо на седмицата, како велеше во Данило, и ќе каже токму во четвртокот вечерта на воспоставувањето на светата причест, ова е мојата крв на новиот завет. А новиот завет е заповедите запишани во срцето. Во првата ангелска вест, во овој прв дел од ангелската вест, ја гледаме крвта, го гледаме крстот. И без друго завет не може да се потврди, а да не е со крв. Како што тоа Исус го направил, потврдувајќи го новиот завет, со неговата крв на крстот. Потоа, подајте му слава. Каде го гледаме крстот? Во тој дел од првата ангелска вест. Зошто сме создадени? Исаија 43:7 го цитиравме. Сите кои што се нарекуваат со моето име, вели Господ во Исаија 43:7, и кои ги создадов за своја слава. Ние сме создадени за да го прославиме Господа. А што беше неговата слава? Тоа е неговиот карактер. Значи, ние сме создадени за да го одразуваме Божиот карактер и на тој начин го прославуваме Бога. А како најлесно можеме да го одразиме неговиот карактер? Не најлесно, него тоа е суштината. Кога ќе го имаме Христос во себе, како што вели во Колосјаните, надеж на славата. Поинаку не е можно да го прославиме Господа, да го одразиме неговиот карактер, ако Христос не е во нас, или преку силата на Духот Свети. И повторно го гледаме Христос, кој што треба да биде подигнат. Часот на неговиот суд, што кажавме за часот на неговиот суд? Тоа е едно тисто со чистењето на светилиштето. Есен 1844. А со што се чисти светилиштето, ако не со крвта? Повторно го гледаме крстот и овде во овој дел од веста, и поклонете му се на Творецот. И овој дел сега малку по-детално ќе го повторам, затоа што се надоврзува со третата ангелска вест. Поклонете му се на Творецот. Во Откровение 14:7, која вели поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори, многу не е јасно дека ова е земено, ова е препис буквално од четвртата заповед, запишена во Излез 20:11. Значи, првата ангелска вест ни го насочува вниманието и кон саботата. Сега, спомнавме минатиот пат. Господ, како ги испробувал израелците во пустината цели 40 години во врска со саботата? Значи, како ги учел на некој начин да го увидат значењето на саботата? Како ги вежбал? Со што? Со маната. Што правил? 6 дена пајало мана, со тоа што во 6-тиот, петокот, двојна порција од мана добивале. Да, единствено тој ден без да се расипе, и тие требало да имаат доверба во тоа дека таа двојна порција, тој додатен дел од мана ќе им стигне за во саботата. Требало со вера да гледаат на тоа, затоа што во саботата немало мана, требало да се одморат според заповедта и немало собирање на мана. Значи требало да имаат целосна доверба во Бога дека ќе им обезбеди за утрешниот ден, дека ќе им стаса за саботата. И цитиравме стихови од 6 глава Јован, кои што често пати ги цитираме од ова место за време на Света вечера, од 48 до 51, кај што Исус го насочува вниманието на себе и вели: јас сум хлебот на животот, јас сум таа мана. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. 50 стих, ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој што јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. И сега внимавајте што вели, ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Тоа е лебот, моето тело. Кога Исус го предаде неговото тело за да светот може да живее? Во петокот, така ли? Кога беше распнат.
Значи Исус е лебот на животот, таа мана. Во петокот Исус бил распнат. Крстот ја представувал таа двојна порција на мана и потоа следи саботата. Значи, саботата е тест да се види дали ние веруваме во сето оно што Господ го обезбедил за нас во петокот, преку крстот. А преку крстот обезбедил се. Спасението е тука. Значи, секоја сабота ние како да велиме, верувам во сето оно што Господ го направи за мене. Со таа сигурност јас влегувам во саботниот одмор и се одмарам. Со сигурност и со вера во она што Господ го постигнал за мене. И дека тоа ќе стаса, тоа ќе стигне, тоа нема потреба од нешто повеќе. А од што се одмараме, меѓу другото, во саботата, како што вели во Евреите 4:10, како што Господ се одморил од своите дела, така и ние влегуваме во неговата починка и ние треба да се одмориме од нашите дела. А само и само ако целосно му веруваме на Господ дека тој обезбедил се преку крстот, преку жртвата на крстот, само тогаш ќе можеме да се одмориме од своите дела. Во таа сигурност. Затоа и саботата, и држањето саботата всушност и означува и оправдување со вера. Тоа е оправдување со вера. И сега ова многу има врска со третата ангелска вест, но пред да стигнеме на третата ангелска вест, треба да одиме во втората. Втората ангелска вест гласи 14:8 Откровение. Да видиме сега кај ќе го најдеме тука крстот. Откровение 14:8. И друг втор ангел дојде по него велики падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страстното вино на своето блудство. Кој е Вавилон? Откровение 17 глава, тој е големата блудница, значи од 1 до 6 стих во тој дел. Ајде ќе прочитаме. И дојде еден од 7 ангели, кои ги имаат 7 чаши, проговори со мене и рече: дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Има блудница, имаме вино. Ме одведе во пустината и видов жена како седи на црвен звер, че тоа е црковна организација, но жена, да, но не само и црковна, туку и политичка, кој црвен звер кој беше полн со богохулни имења, имаше 7 глави, 10 рогови, а жената беше облечена во пурпурно, во црвено, значи богато облечена, украсена со злато, со скапоцени камења, со бисери, држики во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистотија од незиното блудство. Повторно имаме чашата. На челото пак и беше напишано име Тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земите гнасотии. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци и се зачуждив многу кога ја видов. Оваа жена, за разлика од онаа жена во Откровение 12 глава, ја представува паднатата црква. Од паднатата црква. Вавилон е опишен како држи во својата рака златна чаша со која што ги се опиени жителите на земјата. А интересно е тоа што за време на последната вечера, кога Исус ќе ја воспостави светата причеста, еве повторно тамо не води размислувањето, Исус ќе им даде на учениците леп и чаша со вино. Но со која разлика, какво е виното што Исус им го дава на учениците, за разлика од ова вино што Вавилон, оваа жена, оваа отпадната црква им го дава на сите цареви, на цел народ на овој свет. Ние такво и користиме, за разлика од мнози на други кои што ете за причес користат алкохолно вино, меѓутоа тоа нема никаква смисла. Која познаваме значењето на неговата жртва, што е неговата крв, значи тоа е безалкохолно вино, од кое што никој не може да се опие. Туку тоа е чистото Евангелие. За разлика од Вавилон кој што нуди друго Евангелие, кој што е лажно, кој што може само да ви го замати умот. Што прави сега тоа вино вавилонско,
кој што ги опива жителите на земјата. Пословици 31 глава. Ако бој се од Бога, ако првата ангелска вест не посочуваше на тоа дека треба да го држиме законот, да му бидеме верни на Господа, овде сега вели, значи пословици 31 од 3 до 5, не ја давај својата сила на жените, на жената, оваа блудница со незините керки, ни своите патишта на погубителките на цареви. Не е за цареви, лемуиле, не е за нас, па ние сме принцеви. Не им прилега на царевите да пият вино, ни на главатарите опоен пиелок, за да не ги заборават законите во пијачката и да ми ја изменат правдата на страдалниците. Значи, што прави ова вино вавилонско? Има за цел да не опие, да заборавиме на законите, на законот. Ова е тоа лажно евангелие. И тоа го гледаме насекаде, значи околу нас. Ако погледнеме во, значи, сите оние верски заедници кои што всушност се дел од Вавилон, мораме да бидеме искрени тоа да го кажеме, вие имате фалсификувано евангелие, лажно евангелие, вие имате чепкање во законот, кај што не смее да се чепка, вие дори имате и, денеска беше спомнато исто, верување дека законот не постои, не важи веќе, ние сме сега, живееме под милоста, нема потреба од закон, вие го имате тоа, што го прочитавме сега, значи тоа вино има за цел да забораваме на законот. Тоа го гледаме и во обштествена и било каква смисла политичка, погледнете, Европска унија, тоа е Вавилон, мислам. Заборавете на морал, заборавете на закон, не дека нема закон, значи во Европска унија, меѓутоа, повторно е тоа. Доека Господ ни вели да се сеќаваме, да ја почитуваме саботата, меѓу законот и саботата, лажното евангелие вели заради крстот, не треба да ја почитуваме саботата, туку неделата. Или пак, како што реков, на крстот е закован законот, значи е укинат и нема веќе закон, не постои закон. Се утепавме еднаш докажувајќи и тоа млади во верата, тамо 98 година, одејќи во Нова апостолска црква, разговарајќи со тој нивниот свештеник, не знам како го вика, некој беше човекот од Шутка, не можејќи да му објасниме дека, нели, тој цело време тврдеше дека законот што го дава Исус во Новиот Завет, значи љуби го Бога и љуби го ближниот, тоа е Исусовиот, тоа е друг закон, тоа не е истиот закон од 10 заповеди, моралниот закон во Стариот Завет. Не можевме, џабе се трудевме, значи, навистина. Ете, тоа е тоа вино и затоа му велам на еден наш тука многу добар пријател, вечерва не е со нас, ама и да беше со нас, ќе го кажев ова исто, кој што има навика да си шетка кај едни, кај други, кај трети и иако мнозина од нас знаеме да му кажеме ајде, предај му се на Христа, иако знае да ја пее често онаа песна по Исуса, јас решив да одам и назад не се враќам, не знам. Јас знам да му кажам дека токму поради тоа што ќе дојде тука, ќе се напие убаво вино, од убавото вино, и после ќе отиде утре и ќе се напие од алкохолното кај овие другиве, па кај третиве и на крајот се е измешано. Шприцер. Тоа е тоа. Наука, доктрина, која што те води кон заборавање на законот, за поставување на законот, тоа не е Божја наука. Тоа е наука на другиот. Тоа е евангелие на еден паднат систем. Че повторно го видовме крстот. Повторно го видовме Христа преку ова вино, кој што
она безалкохолното кое што ние го користиме, го символизира Христовата крв со кое што беше утврден заветот, новиот завет, а гледаме од друга страна паднатиот систем ни проповеда некое друго евангелие, лажно евангелие, и ги напојува луѓето со алкохолно вино со цел да се заборави на заветот, да се заборави на законот. Верува и само верува и ќе бидеш спасен, не ти треба ни закон, ни ништо. И сега дојдеме кај третата ангелска вест, која што не предупредува нели против поклонување на зверот и примање на неговиот жик. Од 9 до 11 стих ќе прочитаме, да се подсетиме на третата ангелска вест. И да видиме кај може да го најдеме тука крстот, односно Христа. И друг трет ангел дојде по него велејки со силен глас, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното, и овде имаме вино, но вино е на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и неке имаат починка ни дење ни ноќе, оние кои му се поклонуваат над зверот и на неговиот лик, и кои ја прима ознаката на неговото име. И имаме овде сега другата ознака, ознаката над зверот, жигот над зверот, и оне кој што ќе ја прими, ќе пие од виното на Божиот гнев. Околу прашањето кој е зверот, не треба да има двојба, иако се повеќе има, и тоа во нашата црква, мислам во Адвентичка црква, за жал. Но малиот рог во Данијел 7 глава, првиот звер во Откровение 13 глава, Откровение 14 стиховите што ги прочитавме, блудницата во Откровение 17 глава, сето тоа е една иста сила, и тоа е религиозно-политичка сила, тоа е папството. И сега, што е жигот на зверот? Но за да полесно видиме што е жигот на зверот, да видиме сега што е печатот Божиј. Ќе читаме во Излез, неколку стиха само за да го видиме печатот Божиј. Излез 31 глава, 16-17 стих. 16-17, Излез 31. Затоа израелците нека ја пазат саботата, празнувајќи ја од поколение до поколение како вечен завет. Еве го повторно тука заветот. Таа нека е знак за секогаш меѓу мене и израелците. Па Господ за 6 дни ги создаде небото и земјата, а на 7-миот ден прекрати да работи и се одмори. Саботата како знак на создавањето, да не подсетува на создавањето. Во Излез 31.13, малку поназад. Речи им на израелците, моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни, да ви биде јасно дека јас, Господ, ве посветувам. Саботот како знак на посветувањето. И ова истото го имаме во Езекијел 20.12 и 20.20, оние добро познати стихови, кои што мислам дека од неодамна ги имавме како утрински, каде што исто така се вели дека саботата е знак на посветување. Дека Господ не осветува, не посветува. Господ е творецот на се. И тој е истиот Бог кој што создал се, може и од мене да направи ново битие. Значи, саботата е знак и на создавањето, ама и на ресоздавањето. Значи, на создавањето на ново битие, ново суштество од секој од нас. Затоа ја гледаме саботата и како знак за едното, и како знак за другото. И тоа е многу битно да се знае како така. Значи, накратко кажано, саботата е знакот Божи, печатот Божи, но не е како ден, а неделата е знакот на зверот. Тоа е само надворешниот знак, како што нели обржувањето било надворешниот знак. Но суштината е, како што гледаме и во третата ангелска вест и читаме многу места во Откровение,
е кому му служиш, кому му се поклонуваш. Почитувајќи ја саботата, го почитуваш авторитетот на Творецот, на оној кој што те посветува, на оној кој што може да те спаси, а почитувајќи ја неделата, почитуваш авторитетот кој што стои зад неделата. Кому му се поклонуваш и кому му служиш, тоа е суштината. И сега малку околу саботата, тука едни интересни моменти ќе нафрлам, за да на крајот заклучиме и да го пронајдеме крстот и тука. Значи, централната тема во Откровението е борбата меѓу доброто и злото. Борбата околу тоа кој кому ќе му служи. Откровението ни открива дека во таа борба победува Творецот наспроти злите сили и Луцифер, начело со Луцифер, кој што сака да узурпира местото на Творецот. Тој како создание сакал да биде на рамниште на Творецот. Веќе ја прочитавме првата ангелска вест во 7 стих, 14 глава, дека Господ не повикува да му се поклонуваме на Творецот, односно таа вест не повикува да му се поклониме на Творецот. Значи, саботата е непосредно поврзана со создавањето, тоа е многу јасно. Таа не води до нашите корени, внимавајте. Саботата не води до нашите корени, да знаеме дека сме созданија. Сега, малку се повторувам, може би со Хорст Милер. Тој каже една многу убава мисла, многу битно е, да знаеме и да сме свесни дека ние сме созданија. Ние сме создадени, ние сме созданија. А знаете кој беше проблемот, како што тој истакна на човечката грешна природа? Да се правиме богови. Не. Саботата е таа кој што не води до нашите корења, не враќа назад, каде што Господ создаде се, вклучително и нас во 6-тиот ден, и во 7-тиот ден се одмори. Денеска, ѓаволот на секој начин се обидува да ни ги избрише корењата. Ако можете би ги редови да ме прочитате, може би ќе ме прочитате. Знаете, да не си ја знаете историјата, да ви ја избришете историјата, да не знаете од кај потекнувате, што значи тоа? Мислам, јас и вие, некои, ете така, генерации кои што се уште повозрастни знаеме, која ни е историјата, ќе си го знаеме коренот, ама што ќе биде со они генерации што ќе дојдат по нас? Без корен. Еве ѓаволот како значи удира на секој можен начин, тоа е во суштината на тој негов систем кој што сака да го воспостави. Значи да бидете никој ништо, да не знаете од кај потекнувате, да не знаете дека сте од Творецот, туку од некоја пониска врста. Ако знаеме што сме, дека сме созданија, тоа ќе знаеме дека тој како Творец е вреден да и заслужен да му се поклонуваме, да му служиме. Но исто така и знаеме дека сме вредни, кога знаеме дека сме созданија Божји, а не сме од некоја пониска врста, ние знаеме дека сме вредни во неговите очи, дека имаме некоја вредност. Не сме ние некој продолжеток само на некоја пониска животинска врста, па сега не знам и еволуираме. Мнозина заради таквиот концепт, таквото сваќање на животот, губат смисла за живот. Го губат и својот живот. Значи, колко е битна саботата? И како што истакнавме претходно, создадени сме да го прославиме. Ако го прифатам Бога како Творец на се околу мене, и не само на мене, тога што се појавува овде? Значи, а Господ сака да ни го сврти вниманието кон природата и кон обкружувањето, природата и животните, вклучувајќи. Нашата одговорност, во последно време се буди некоја свест, дека ете, да ја сочуваме планетата Земја, кога видоа дека се распаѓа, тогаш ќе ја сочувуваат. Но, зошто стигна до тамо, до кај што стигна работата? Затоа што се изгубени корењата. Затоа што ја нема саботата. Затоа што луѓето не веруваат дека сме созданија, дека не создал Господ, дека сме негови созданија. Видите колку работи се поврзани со саботата.
Друго, ако верувам дека јас сум негово создание, тогаш треба да имам одговорности кон моето тело. Тој го создал тоа тело. Тој знае како најдобро функционира. Значи, одговорност кон собственото тело, како го третирам собственото тело. Исто така, бидејќи саботата датира пред било која култура, нација, народ, значи од времето на создавањето, тоа на што повикува? На меѓусебно почитување, без разлика која раса си, која вера и било што, меѓусебно почитување, затоа што сите ние сме негови синови и керки. Сите ние сме од еден. Многу работи содржи саботата, но она што е клучното, со кое што ќе завршиме, е дека саботата е знак за оправдување со вера наспроти неделата, жигот на зверот, кој што е знак за оправдување со дела. Еве зошто. Зато реков врската со првата ангелска вест и оној четвртиот дел. Значи, поклонете му се на оној кој што ги создаде небото, земјата и морето и водните извори. И што рековме таму? Во саботниот ден јас се одмарам во Христа, кој умре на крстот за мене. Че јас ја признавам својата неможност, не мог да се спасам себе и целосно ја прифаќам Божјата благодат. Она што Господ го постигна за мене на крстот, што единствено може да ме спаси. И така, со целосна сигурност во тоа, се одмарам во саботата. Одмарам од своите дела. Целосно се подпирам на неговите заслуги. Затоа е знак за оправдување со вера. А зашто неделата е знак за оправдување со дела? Па многу логички. Неделата е човечка измислица. Човечка институција. Тоа самото папство си го признава. Дека е знак на нивната моќ, на нивниот авторитет. Кога јас се прифаќам неделата место саботата, јас прифаќам човечко дело наместо Божја заповед. Нели е така? А секојаш кога Божјата заповед ќе ја заменам со човечко дело, знаете ли што правам? Ја принесувам Каиновата жртва. Што направи Каин? Ги принесе своите производи, своите дела пред Господа и не беа примени нормално. А ја запостави Божјата заповед, која што гласеше дека треба крвна жртва да се принесе. Ево повторно и крстот и Христа. Нормално во темата на оправдување со вера, средишно место повторно е крстот и жртвата Христова. Нема мрдање од тоа. Значи, ја запоставувам Божјата заповед, која што вели сабота, а правам, значи, замена за тоа, правам почитувам човечко дело. Јас сум оној бунтовник, Каин. Третата ангелска вест се занимава со луѓе и со систем кои на Бога му нудат нешто свое, нешто што тој него ни бара. Значи. Тој бара едно, а тие нудат нешто друго. А да не забравяме, Каин е првиот човек во Библијата кој што примил ознака. Знак. Иако тоа нели бил знак за да, откако го убил својот брат, па да биде сочуван неговиот живот со посебна намера, тоа го имаме кажувано, да не плаќаме време сега. И зашто го уби својот брат? Затоа што тој принесе крвна жртва. Ја послуша Божјата заповед, како што Господ бараше, а овој без крвна жртва. Значи, оние кои што ќе го примат живот на зверот, се тие кои што најпосле ќе го негираат сето она што го обезбедува крстот и Христос распнатиот. Буквално тие го раснуваат повторно Христос, отфрлајќи ја таа жртва, отфрлајќи ја тоа што го нуди крстот. Затоа што само во тоа е спасението. Не можеме никакво човечко дело, како што многу ни е јасно, да замениме за таа жртва, за тоа што Господ го сторил за нас. Затоа саботата исто така во
својата суштина ја има и пораката за оправдување со вера, наспроти неделата, кај што има човечко дело и оправдување со дела. Јас се надевам дека ја постигнавме целта. Се надевам дека и Павле, ако беше тука и ако не слуша, ќе беше задоволен, затоа што негова цел беше да го издигне Христа распнатиот, и верувам дека и тоа ние го направивме токму со најважната порака за ова денешно време. Пораката која што треба да ја носиме до секој народ, нација, вера, народност, тројната ангелска вест. Нека Господ ни помогне во тоа, нека не засили со Духот Свети, затоа што сами не можеме, и нека му е слава нему за се. Амин.